Предлагачот на законот, во овој случај Министерството за труд и социјална политика, во петок по кратка постапка се обидува да протурка закон во кој лицата со попреченост би ги ставило во уште неповолна положба, условувајќи ги со парични надоместоци, а истиот не земал во предвид оваа категорија граѓани дека не се ослободени од партиципација при болничко лекување, иако во меѓувреме владата донесе одлука за поскапување, тоа за покачување на партиципацијата за 50%. Со надоместокот за попреченост, познат како додаток за мобилност кај лицата со хендикеп во висина од 7.000 денари, социјалната инклузија не постои за лицата со попреченост и нивните семејства, социоекономскиот статус на оваа категорија на граѓани е многу низок, ангажманот на институциите е недоволен, не постои меѓусекторска соработка меѓу институциите, а социјалната заштита е минимална. Предлог законот за социјална заштита има одредени неправилности и ограничувања, условувања, тоест за користење, подршка и помош, со што уште повеќе ја влошуваат социоекономската состојба на лицата со попреченост и нивните семејства, но и ненамерно ја поттикнува потребата од сместување во институции на лицата со попреченост. Клучната цел на промените кои ги бараме е можност за достоен живот. Министерството, тоест предлагачот на законот, да направи цена на чинење, тоест да го земе фактот, бидејќи лицата со хендикеп, за разлика од своите граѓани кои се без хендикеп, имаат поскап живот и тие 7.000 денари воопшто не ги задоволуваат стандардите за достоен живот, бидејќи повеќето од нас, пола од овие 7.000 денари ги трошиме за лекарства, редовни медицински прегледи со партиципација, и поради непристапната инфраструктура приморани сме да користиме такси или да ангажираме возила за останатите давачки кон државата. Исто така не сме ослободени од ДДВ, плаќаме комунални сметки за храна која препорачуваат лекарите, ние одалеку не можеме да си дозволиме. Со ова цениме дека предлагачот на законот не создава услови и средина, не водејќи сметка за заштита од исклученоста и не борејќи се против сите форми на дискриминација. Затоа апелираме до пратениците кои што во петок ќе го имаат предлог законот од сите политички партии да ги земат во предвид нашите забелешки кои уредно им се доставени и истите да ги предложат како амандмани до предлагачот на законот и кој на истата седница би ги изгласале. А тоа дека државата нема пари, не го прифаќаме како оправдување. Државата има пари и е должна да обезбеди живот за сите. Доколку нашите предлози не поминат на седницата, тогаш Македонија ќе докаже дека е дискриминирачка држава по основ на хендикеп, каде оваа група граѓани не ги уживаат сите бенефити како останатите своји сограѓани. Што ќе преземате ако не ги гласувате? Ние разговаравме и предвидено е, не исклучуваме можности за протести. Така да, за да се слуша нашиот глас.